Почитувани граѓани, катастрофалната состојба во јавните здравствени установи во Струга ги негира милионските инвестиции во здравството кои секојдневно ги промовира министерот Тодоров. Доказ дека тие инвестиции се виртуелни се мизерните услови за болничко лекување, недостаток на основна терапија и недостаток на реагенци во болничките лаборатории. Наместо да се решаваат здравствените проблеми на граѓаните, наместо да ја добијат услугата за која од нивните плати се задржува при донесот за здравствено осигурување, тие се изложуваат на дополнителни трошоци со тоа што сами од приватни аптеки треба да ја купуваат терапијата потребна за болничко лекување. Наместо да ги решаваат здравствените проблеми со кои директно се загрозува животот на граѓаните, тие се грижат исклучиво за тендери и бизнис интереси. Доказ за тоа е Заводот за нефрологија, стручката дијализа. И покрај нашите реакции како политичка партија, и покрај реакциите на вработените и стручната јавност, реакциите на бубрежно болните, заводот беше даден на приватен концесионер за месечна закупнина помала отколку закупнината на немалото дуќанче во Струга. Од национално и меѓународно позната и призната институција, од институција во чие макотрпно градење учествувале генерации здравствени работници, направија институција која се соочува со сериозни долгови и финансиски блокади. Чии интереси штити министерот Тодоров? Ги штити интересите на јавните здравствени установи или на приватниот концесионер кој влече огромни средства од фондот за здравство? Одговорот е јасен и него го знаат сите граѓани на Струга и Република Македонија. Затоа на Македонија и се потребни промени. Затоа граѓаните меѓу Груевски и Македонија ја бираат Македонија. Промени ќе има, а за сторениот криминал ќе одговараат. Да прокоментирате последните случаи во детската градинка во Струга. Таму имаше реакција на родителите поради условите кои се таму, најавуваат и протести, собираат петиција, подписи. Условите во детската градинка во Струга се катастрофални. Таму државата не вложила ниту дена. И она малку што е направено е со донации на родителите и на приватни фирми. Промената што се случува сега на Азбестниот кров е донација на невладина организација, меѓутоа и за таа донација директорот на градинката немаше топлес ниту да се заблагодари затоа што била донација од така наречените соросоидни организации. Од друга страна, министерот Спасов изјави дека ќе ги прати инспекциите да проверат дали има неправилности. Неправилности има и тоа сите го знаат. Ниту има доволно простор, ниту има доволен кадар, ниту се почитува максималниот број на деца во групите. Затоа револтот на родителите е огромен. Ако има пари за жални врби во Вардар, ако има пари за скулптури, мермер и камен, ако има пари за мерцедеси и наочари, тоаш мора пари да има и за овој проблем, затоа што е стварно неопходно да се реши во име на родителите кои ги носат децата во градинка. Еве, сега во постапка и ребаланс на буџет, ако искрено сака да го решат овој проблем, тогаш може тоа да го направи. Со издржано мислам да се одвојат средства за... Да, со одвојување на средства за реконструкција, меѓутоа, ако има можност, може и со издвојување на средства за изградба на нова градинка во Струга, затоа што во Струга, во владините проекти не е предвидена нова градинка. И затоа ќе повторам, ево сега има во постапка ребаланс на буџетот, има шанса да се реши овој проблем, ако се искрени и ако навистина сака да го реши. Да. Прво, со неверување ја проследивме изјавата на села, затоа што не стави во ист коч со владачките ВМРО ДПМН и ДУИ, односно со оние кои што го направија тој проблем. Тоа од една страна. Од друга страна, села веќе има 3,5 годишен мандат и ако навистина сакаше да го реши овој проблем, можеше и покрај големите препреки кои што му беа поставени. Нашиот став е јасен, плажите мора да бидат достапни за сите граѓани и никој нема право да задолжува некој, ниту со земање на лежелка, ниту да му препречува простор на плажа затоа што ја има плажата под концесија. Од друга страна, градоначалникот села понуди пред советниците одлука со која бараше овластување да ги дава плажите под концесија без објавување на огласо, односно со непосредна спогодба.
Затоа нашите советници строго и остро се спротивставија, затоа што сметаме дека на тој начин нема да се реши проблемот, туку напротив, му се дава можност на едно лице да прави што сака. Охридското езеро е национално богатство, тоа е и светски бисер, затоа инсистираме и бараме да прекинат сите градежни активности во заштитениот појас на езерото, да се почитува строго заштитениот појас на езерото, да се почне со доизградба на колекторскиот систем и плажите да бидат достапни подеднакво за сите граѓани. Ние стварно сакаме да развиваме туризам и од таков туризам ќе имаат бенефит сите граѓани на Струга, но на чесен и одговорен начин. Мора веднаш да прекинат партиските и бизнис интереси на луѓето.